Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот? Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на фреквенција на Радио Слободна Македонија. Ова е емисијата Вертикала секој вторник од 17 часот. Периодов последниве денови се наоѓаме во нека пат ситуација во однос на политичките случувања во Република Македонија. Поточно партиите се наоѓаат во таква ситуација, бидејќи барањето за предвремени парламентарни избори се надополни и потребата, неопходноста од одржување на локални избори, бидејќи државата не може да функционира без локална самоуправа, бидејќи се ќе биде закочено доколку не се одржат што побрзо тие локални избори, на кои веќе и рокот им помини, треба тоа што побрзо да се стори. ВМРО ДПМН посакува заедно со локалните, како што веќе имаат истакнато, да се одржат и парламентарни избори. Социјалдемократскиот сојуз од друга страна не сака да искочи на никакви избори, ниту на локални, ниту на парламентарни. Ќе се обидува се повеќе да ги одолговлекува колку може. ВМРО ДПМН даде 3 датуми. Социјалдемократскиот сојуз од тие 3 датуми се фатија за некој далечен што нив можем, но сепак во секој случај ќе гледаме во наредниот период што ќе се случува околу ова важно прашање. Вчера и денеска листав некои мои стари написи што сум ги пишувал пред 2 години што сум пишувал некои работи во однос на американската политика на Балканот, руската политика на Балканот, македонското прашање кое се уште отворено, албанското прашање и преминувањето на македонското прашање во регионално прашање. Нешто што дури досаден сум со тоа, но едноставно така е. Мислам, го повторувам. Себе си не се сметам за нека аналитичар кој предвидува и кажува некои работи, не знам, што ќе се случува во иднина и така натаму. Но за жал тоа што сум го пишувал, забележав, во некои работи многу се поклопува и некои секвенци од тие писанија што сум ги пишал пред 2 години, сакам сега со вас да ги споделам после оваа дистанца и после сите овие случувања кои ги нагледавме во последниве 2 години во Република Македонија. Цела политичка криза, цела безбедносна, која премина во безбедносна криза, со тенденција да премине во мултиетничка криза, бегалска криза, на тоа се надоврзуваше финансиска криза, која беше вештачки создавана од страна на опозицијата и така натаму. Во едно тие писанија што ги листав, сум пишувал за проектот Голема Албанија. Значи тогаш уште немало ни овие официјални документи, сега што ги имаме ставено на маса како тирански платформи и слично изнесено во јавност. И сум забележал неколку поенти. По заклучоците донесени на Париската мировна конференција, на која се исцртувала светската мапа по крајот на Втората светска војна, луѓето просто верувале дека границите на државите се конечни, границите кои биле исцртани на поствоена Европа, поточно на Париската мировна конференција, дека тие граници се конечни и дека не е возможно нивно ново прекројување, и мислеле дека тоа е тоа, понатаму повеќе нема ништо. И се разбира и се мајки го од ова разединувањето или обединувањето на одделни федерации и сојузи кои ги гледавме подоцна, како што беше, например, Федерацијата Југославија, која се создаде како федерација, или Сојуз, Европската унија, која можеме да ја наречеме Сојуз, значи земајќи ги тие, но националните, државните поточно граници на државите, народот верувал дека повеќе нема теоретски шанси тие да се променуваат. Дел од научната јавност во тие моменти посочувала дека
промената на границите не запрелив процес, но сепак, нели, научната јавност никогаш никој не ја слуша, не се секогаш ја третира дури од после со она познатото да, бевте во право, но сега што да правиме. И не слушајќи ја научната јавност, после 70 години станавме сведоци на она што всушност го говорела науката. Јавноста треба да знае некои факти кои се многу важни за нашето подневје. Со тоа мислам дека ќе бидеме посвесни за нашето постоење и повеќе ќе го почитуваме она што сега го имаме, а идните генерации ќе бидат многу поспремни како да се справуваат со ситуациите кои ќе надоаѓаат во нивното време. Тука би набројал на пример само неколку од овие факти да ги наречем. Под 1, војните не се само дел од минатото, тие се одигруваат и денес. Ќе се одигруваат и во иднина. Под 2, ние временски и просторно не сме далеку од нив. 3, граници се менуваат и изникнуваат нови држави во 21 век, а ќе изникнуваат и во иднина. 4, антагонизмот од студената војна не е завршен и гледаме некоја втора студена војна, или можеби ќе подосна ќе се испостави дека таа студена војна всушност не ни завршила, ова е само едно продолжение, како што има нели теорија и за двете светски војни, дека тоа е всушност една војна со кратко примирие помеѓу двете војни. 5, доколку имало две балкански војни, тоа не значи дека не може да има уште две. Под 6, Европа е во мир 70 години и нема гаранција дека ќе биде уште толку во така наречен римски мир. Под римски мир се подразбира периодот кога Рим ја освојува цела Европа и кога следел познатиот дел од Европа, нели, во тој период, и кога следел едно затише, едноставно Рим немал противник. Тоа денес во науката се нарекува римски мир. 7, човекот се уште го нема пронајдено идеалното општествено уредување и во иднина ќе гледаме нови концепти и системи на општествено уредување. Или едноставно кажано, треба да сме свесни дека ништо не започнува и не завршува со нас. Туку треба она што било пред нас, се разбира, од тоа да учиме и според тоа да правиме стратегии како ќе делуваме во иднина. За разлика од некои потривијални точки на светската мапа, тука на Балканскиот полуостров нештата се менуваат на дневна основа. Секако некој емисар од Запад надмено би констатирал дека ние сме прости балканци, без да знае дека на овие простори секој еден потек има своја причина длабоко во историјата и секој камен буквално многу тежи на овие простори. За да се исполнат сите големо државнички соништа на балканските народи, во овој момент, како што ги имаат нели голема Србија, голема Бугарија, голема Грција, голема Албанија, ние за да ги исполниме сите тие соништа би требале да го триплираме или 4 пати повеќе да го зголемиме Балканскиот полуостров, за да нели овие големи државнички соништа да бидат исполнети, но и тоа нема да ни биде доволно, бидејќи на Балканот сонот за големи држави не е потреба, не е потреба за ресурси, туку за да ги сватиш нели тие пориви кај народите, туку едноставно соништата за големи држави на Балканот се должат на менталитетот да му се наштети на комшијата, што повеќе да му се зграби на комшијата, да биде понижен комшијата и да се покаже нели кој е главен и кој е газда во куќата. За жал тоа се должи на нашиот менталитет и на нашите вековни наназад меѓусебни несогласувања и војувања. Затоа овој процес на Балканскиот полуостров никогаш нема да заврши, туку тој секогаш ќе тлее некаде, само некогаш ќе биде со помал интензитет, некогаш ќе биде со поголем интензитет, како што го гледаме денеска како еден од нашите соседи. Од појавувањето на Призренската лига, па се до ден денешен, ке албанците обстојува големо државничкиот сон, така наречен голема Албанија. Ке секоја држава и народ постојат тенденции за територијално проширување, но истото мора во себе да има барем минимум историска оправданост. Но кога таа изостанува, на сила стапува политичката оправданост и неопходност. Во првата мапа
на која се исцртани границите на голема Албанија, од Македонија се вклучени градовите Гостивар, Тетово и Дебар. Неоправданоста на таа мапа е во тоа што во тој период во Тетово и Гостивар од сите граѓани најмалобројни биле токму албанците кои немаат ниту своји топоними за овие простори. Нема да навлегувам за топонимијата, за топонимите во Јужна Албанија пред се, но доволно ќе земе Македонија и местата за кои тие сметаат дека се нивни, едноставно албанците немаат своји топоними и се користат со македонските топоними или ако сакате да ги кажете и словенските топоними. Единствено Дебар навистина имал поголема бројка на албанци, за разлика од Тетово и Гостивар каде што биле во длабоко малцинство. Интересно околу Дебар е тоа што и за време на Тодор Александров додека ја предводел внатрешната македонска револуционерна организација, кога прави соработка со албанскиот комитет кој го има за нивно ослободување и создавање држава, кај веќе тогаш има создадено, но го презема проектот за проширување на државата, кога го Протогеров го праќа да преговара со нив. Протогеров договара Дебар да влезе во албанска територија, а при тоа да се земе дел од албанската територија, албанците да влезат во соработка со ВМРО, на што Тодор Александров одговара дека од Македонија никогаш нема да дозволи да се даде ниту една педа земја, но тоа е сосема друга приказна, но ни го потврдува фактот дека сепак секогаш на Дебар се гледало на еден таков начин, што не е пак воопшто случај со Тетово и Гостивар. Но мапата била, и покрај тоа што не била оправдана, мапата била водилка за териториите кои преку висок наталитет треба да бидат албанизирани во иднина од страна на албанците. Значи, сето тоа, да не се лажеме, и многу пати го имаме зборувано, се вршеше плански, етапно. Во претходните децении на овие територии, посочени од Призренската лига, доминантно стана албанското население, што значи успеале во својата стратегија во однос на демографската слика и им останува само да го материализираат планот, поточно од демографска слика да преминат на политичката мапа. Создавањето на Република Косово ги подгреа големите радикални струи кај албанците кои помислеа дека сега е токму моментот за остварување на нивниот сон. Албанците го користат моментот и изграбуваат колку што можат. Како ќе водат политиката и како ќе се поставуваат во однос на нивните соседи, тоа е нивно право и останува комплетно на албанците. Албанците при кроењето на првичната мапа се повикувале на косовскиот вилает. Проблемот во приказната им се појавува кога на пописните документи правени од османлиите ќе увидат дека на тие простори тие всушност не биле мнозинство. Уште поголем проблем им се појавува доколку апетитите одат во обратен правец. Тоа всушност се случи. Србија исто така се повикуваше на Скопскиот вилает, кој е идентичен со косовскиот вилает, ситуацијата одеше во обратен правец, при незиниот создавање на незиниот мегаломански големо државнички сон, кој денеска гледаме како заврши со губење на територија од страна на Србија. И додека голем дел од македонските граѓани тврда дека се тоа што се зборува по однос на овие прашања се еден куп глупости за говори политиканство, радикалниот елемент кај албанците издаде нова мапа. Во новата мапа повеќе не станува збор за Тетово, Гостивар и Дебар. Тие им се ставени во класорот на завршени нешта. Сега во мапата се вклучени повеќе од 50% од територијата на Република Македонија. Сега на мета се градовите Струга, Охрид, Кичево, Битола, Прилеп, Велес, Крушево, Ресен, Куманово. Во таа мапа е вклучен македонскиот амбар, Пелагонија и најголемите водни ресурси на Република Македонија, заедно со двете езера, тоа се Охридското и Преспанското езеро. Круната на се тоа треба да биде Скопје, главниот град на Република Македонија, кој заедно со целата негова околија е вклучен во мапата на голема Албанија. Сега доаѓаме до една интересна ситуација. Комфорот кој го осеќаат жителите на општина Центар, општина Карпош, Кисела вода и аеродром, мислејќи дека тие се сигурни во наводници во својот дом, е всушност привиден.
Доколку еден жител на Капиштец ја погледна мапата на проектот, така наречениот проект Голема Албанија, својот сигурен во наводници дом ќе си го најде од таа страна на границата. На крајот не е важно што бараат и за што се залагаат албанците. Да речеме дека тоа е нивно право и сакаат да зграбат што повеќе територии. Продолжуваме, тука правиме една многу кратка пауза и веднаш се враќаме назад со емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад да ја довршиме мислата. Значи, слободно можеме да заклучиме дека не е важно што бараат и за што се залагаат албанците. Тоа е нивно право, не може никој да им го одземе тоа право. Човекот по природа секогаш се залагал за она што го има да го зголемува, да го надградува и да го проширува својот посет, така да речеме, во контекст на држави или народи да си ја зголемуваат својата држава. Тоа е нивно легитимно право. Можеме да дискутираме дали тоа сака да го направат на човечки или не човечки начин, но проблемот треба да го наоѓаме, да се запрашаме и да го најдеме проблемот кај нас. Кои се луѓето кои им дозволуваат преку ноќ албанците да го комплетираат тој сон, така наречен голема Албанија. Проблемот всушност се појавува кога опсадувачот, кој опсадува еден град, ќе пронајде свој поддржувач внатре помеѓу опсадените. Тоа се вели нели продолжена рака која ќе му ја отлучи вратата на опсадениот град. Тоа е дури вака една споредба потрагично, пострашно и од Троја, бидејќи во Троја успеа опсадувачите да влезат со измама. Ова тука станува збор за предавство. При поделбата на Македонија во 1913 година, ова всушност ни го подкрепи фактот дека не се виновни кога станува збор за тоа што ни се случува на нас. Не секогаш треба да ја наоѓаме вината туку кај тие што не напаѓаат, туку треба да најдеме вината помеѓу нас самите кои тоа им го возможува. Пример, во 1913 година, кога се делела Македонија, повод, темел и оправданост на таа поделба, соседите наоѓаа кај дел од македонците кои одлучиле да станат срби, односно бугари, односно грци. И пред меѓународната заедница, така да наречеме денешен аспект, нивното навлегување на османлиска територија, во османлиска Македонија, го оправдувале дека наводно влегуваат да ги спасат своите сонародници кои живеат во османлиска Македонија. Значи, оние македонци кои решиле да бидат срби, бугари и грци, биле оправданоста и темелот за поделбата на Македонија и преку нив соседните држави го влечеле легитимитетот за започнувањето на Балканските војни, а со самото тоа и за поделбата на етногеографска Македонија. Денеска политиката на една политичка партија која сега се обидува да состави влада, а при тоа бега од предвремени парламентарни избори, бидејќи се служи со измами, со документи кои ги дава постизборно, како што е Тиранската платформа, знаете за кој станува збор, нели Социјалдемократскиот сојуз, всушност го представува темелот и оправданоста за идната федерализација на Република Македонија. Тоа што на почетокот започнав да го кажувам, како се дава легитимитет на една операција која се извршува во државата или помеѓу државите. Интересна е политиката на Соединетите Американски држави на Балканскиот полуостров. За жал, повторно историски гледано на паралела, Македонија во раните 90-ти години буквално не успеа да го привлече САД за свој
единствен сојузник и македонците всушност да бидат играч од националните американски држави на Балканот. Таа шанса тогашните наши политичари, едните неискусни, а другите кои гледаа кон Белград и кон Русија, денеска истите не изборуваа за Европска унија, но тоа е, нели, таа контрадикторност во нашата политика. Тие стари политичари кои гледаа кон Белград едноставно не можеа да замислат што значи Америка, ниту пак можеа да замислат како би било доколку Америка влезе на Балканот преку Македонија. Тие едноставно се обидуваа да ја спасат Федеративна република Југославија. На човек кој не ги следи политичките преструктурирања во регионот и причинско нели последичните врски на настаните кои се одиграле и како тие влијаат на денешните случувања, ставајќи ги во контекст на глобалната сцена, би му звучело тенденциозно ако му посочите дека разврската на балканското прашање, како што впрочем и го гледаат големите сили, е можно само ако се земе Македонија како појдовна точка кон решавање на тоа прашање. Македонија, веќе имам милион пати кажам и повторно ќе кажам, Македонија не увезува конфликти, Македонија извезува конфликти. Тоа се должи нели заради апетитите кои околните држави ги имаат кон Македонија. И токму заради тоа, бидејќи големите сили не ги гледаат парцијално прашањето, ги гледаат како едно прашање, сметаат дека доколку се започне целата операција од Македонија, ќе може целото прашање да се реши во наеднаш. Или со еден договор ќе се реши балканското прашање, кое во 19-тиот век беше олицетворено, се извинувам, во источната криза, во која Западот се пресметуваше со тогашна Русија преку Османлиската империја. Доколку имаме ова в предвид, ќе сфатиме зошто огнот полека се шири од Македонија кон останатите земји во регионот и зошто токму од тука започнува целата разврска на балканското прашање. Соединетите американски држави немаат големо искуство со политиката на Балканскиот полуостров, како што тоа го има, например, Велика Британија, Франција, Германија, Италија и тука е нели и Русија. Трумановата доктрина која започнаа да ја користат за време на граѓанската војна во Грција, по војната веднаш ја променија со постарата Монреова доктрина за немешање во однос на овие простори. Значи, Трумановата доктрина, сите ја знаеме, е доктрина која вели дека Америка ќе се меша секаде онаму каде што има свој интерес или своите американците имаат било каков интерес, дали економски, безбедносен или каков и да е тој, ќе се меша сад во тие држави, додека Монреовата доктрина е сосема обратна, таа е доктрина во која се вели дека САД нема да се меша преку Атлантикот, поточно нема да се меша во Европа. За време на студената војна постоел еден вид на преќутен договор помеѓу САД и СССР за Балканот и за Мала Азија, бидејќи вмешувањето на двата блока во оваа клучна крстосница би довело и до физички контакт помеѓу овие две суперсили, што не смеело до такво нешто да дојде, биле и самите свесни. Со тоа Бугарија и Романија беа советски експоненти, Грција беше британски експонент, додека СФРЈ ја играше улогата на неврзаните, а Албанија беше затворена мистерија под режимот на Енвер Хоџа, немајќи никаква геостратешка положба, земјата беше оставена самата на себе и самата со себе. Во Европа 45 години состојбата беше статус кво. Со падот на железната завеса започна и падот на режимот на Енвер Хоџа. Во тие моменти САД првпат отворено ги афирмираа своите интереси на Балканот. А Албанија навистина не нуди никаква геостратешка положба. Нуди еден дел од Јадранското и Јонското море, истото што го нудат уште 7 земји кои се далеку поатрактивни со својата местоположба. Но САД не би била светска сила број 1 доколку не го препознае потенцијалот кај еден народ кој сака да го земе за свој стратешки партнер, да речеме. Стратезите за Балканскиот полуостров и Блискиот Исток ги излекле следниве заклучоци.
1. Албанците имаат највисок наталитет во Европа, со што во дадениот момент имале најголем процент на младо население. 2. Албанците, исто како и останатите народи на Балканот, имаат големо државнички соништа и апетити за кои поседуваат и платформа, така наречената Призренска лига, која пак опфаќа делови од територии на дури 4 држави. 3. Со различната верска припадност можат лесно да влезат во антагонизам со сите соседни земји, значи ние религијата секогаш ја тргаме на страна, јас сум поборник за секогаш да трга на страна, но кога се кројат големите политики, религијата не баш се трга на страна, туку и таа се прорачунува како да се крои стратегијата. По 4. Албанците се најжестоки непријатели на Срби и на србите, поточно народот и државата кои треба први да се дисциплинираат. И 5. Албанците се спремни да гинат за големо државничкиот сон, дури и денеска во 21 век. Нешто што кај другите народи не се гледа. Другите народи, имаше некои други статистики за тоа кој народ е колку е спремен да гине за својата држава. Да, балканските народи се спремни да гинат за својата држава, но дали се спремни да гинат за својот големо државнички сон, тоа е малце дискутабилно. Ке албанците се уште постои тоа дека они се спремни да гинат и за такво нешто, за проширување на нивните територии. Со ваквите референции кои ги имаат албанците, САД просто одлучија да бидат албанците да бидат нивна продолжена рака на Балканот, преку која ќе ги шират своите интереси во овој дел од светот. На почетокот од 90-тите години САД јасно потенцира дека нема да работи преку Република Албанија, туку преку албанското малцинство во соседството. Со тоа ја амнестира Република Албанија, додека преку албанците фабрикува убава приказна, нели познатата приказна за човекови права. Од таму и доаѓа забраната за припојување помеѓу Албанија и Косово. Заштита на албанската држава, односно експлоатацијата на албанците како оружје, одело до таму што било одлучено политиката да не се имплементира од амбасадата во Тирана, туку од амбасадите во Белград, Сараево, а подоцна и Скопје. Токму при распадот на Енверовиот режим, втор човек во американската амбасада во Тирана бил Кристофер Хил, кој е најзаслужен за доаѓањето на Сали Бериша на власт. По воспоставувањето на матицата, нели, Албанија, американските дипломати ги заземаат позициите каде што треба да се шират албанците, односно преку нив и американските интереси. Со крајот на војната во Босна и Херцеговина дојде редот, нели како се симнуваше фронтот, започна се поизвестно беше дека ќе започне војна и на Косово. САД нема друг избор освен да отворат амбасада во Република Македонија. Отварањето на амбасада во Македонија пак коинцидира со се поизвестното поместување на фронтот и неможноста да се делува од друга соседна држава, а при тоа Тирана да биде заштитена. Дипломатски, па ако сакате и воено, Косово беше освојувано, така да кажеме, од амбасадата во Скопје. Значи, тоа е исто така интересен историски феномен. Например, додека во 19 век македонците се бореа да создадат своја држава, Софија беше најмакедонскиот град, бидејќи преку Софија македонците работеа со цел да создадат своја држава. Додека бугарите се бореа да создадат своја држава, тие најмногу работеа во Романија. Истото беше и истото се случува и сега, додека Косово требаше да се работеше на планот да се направи држава, Косово таа операција се спроведуваше од територија на Скопје. Секогаш било така и речиси секогаш ќе биде така. Подкрепа на тезата дека САД прашањата на Балканот не ги гледа сепаратно, како што ги гледаат народите на овој простор, туку ги гледа како едно прашање, е ротацијата на дипломатите во регионот. Првиот американски амбасадор во Македонија беше вториот човек од Тирана, Кристофер Хил. Амбасадорот Хил му беше заменик на Ричард Холбрук при подготвувањето на Дејтонскиот мировен договор. Кристофер Хил, додека беше амбасадор во Македонија, беше и специјален пратеник за Косово во клучните 98-99 година.
По интересниот избор на дипломати влегува и Филип Рикер, кој пак заедно со Хил беа присутни на конференцијата во Рамбуе, каде наводно се правеше обид помирен пат да се разреши кризата на Косово. За понудената солуција на конференцијата, на која видно учество имале Хил и Рикер, Хенри Кисинџер подоцна вели, го кажува следново. Текстот од договорот во Рамбуе, кој бараше од Србија да дозволи трупите на НАТО да можат да се шетаат низ земјата, беше провокација која требаше да го отвори патот за бомбардирањето. Тоа беше страшен дипломатски документ, каков не смее никогаш повеќе да се повтори или да биде презентиран во таква форма. Или прозаично кажано, Хил и Рикер понудиле документ за кој биле сигурни дека нема да биде прифатен од страна на Србија и со тоа обезбедиле алиби за бомбардирањето на државата, што нели било одлучено да се бомбардира уште пред воопшто да се одржи оваа конференција. Додека Хил и Рикер беа на должност во Македонија, нивниот колега Бејли ги исследуваше приликите на следното жариште кое требаше да биде спроводник за американската политика. Но тука правиме една кратка пауза и подоцна продолжуваме нели со Бејли кој е многу актуелен денеска во случувањата во Република Македонија. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад, застанавме кај Джес Бејли, американскиот амбасадор во Република Македонија, со кој имавме сериозни проблеми како држава во изминатиот период и човекот кој е креатор на целата криза од денешна дистанца можеме слободно да заклучиме дека тој е креатор на целата криза која се одвиваше во Република Македонија и човекот кој поттекнува од тоа така наречено или сега популарно наречено Deep State од Вашингтон. Кој е историјатот на Бејли во кратки црти? Додека Хил и Рикер беа на должност во Македонија, нивниот колега Бејли ги исследуваше приликите на следното жариште, кој треба да биде спроводникот за прелевање на кризата од Северна Африка преку Блискиот Исток кон Балканот и Европа. Джес Бејли работеше околу Турција. Джес Бејли е дипломат кој има за задача да речеме да одвратува земји кои застраниле евентуално од патот кој треба да кореспондира со патот на американскиот интерес и пред се да отстранува влади кои си го гледаат сопствениот интерес, а истиот доколку не кореспондира со американскиот интерес во дадениот момент. Во 1998 година за прв пат Бејли е испратен во американската амбасада во Турција. Од 2007 година Бејли бил американски представник на во курдскиот северен регион во Ирак, каде, според извештаите, имал добра соработка со курдите. Овој регион подоцна бидува закана за Турција. Во 2010 година Джес Бејли модерира во преговорите помеѓу Грција и Турција околу кипарското прашање, или што би се рекло, Бејли бил вклучен во најосетливите прашања кои се однесуваат за Турција. За на крај во 2011 година да биде испратен во Анкара како човек оценка во американската амбасада. Најголемата активност на Бејли во Турција се одвива во периодот токму на затоплување на односите помеѓу Анкара и Москва. Зенитот на овие добри односи беше турскиот тек на чија траса се наоѓаше и Република Македонија. Во моментот на потпишување на договорот за турски тек и ракувањето на Ердоган со Путин во Истанбул започна протестите на такси. Претходниот проект така наречен Јужен тек, во кој беше планирано гасоводот да се движи под Црното море, избивајќи во Бугарија да продолжи кон Европа, беше прекинат заради негативниот став на САД
по ова прашање и притисокот кој беше извршен врз властите во Бугарија. Тогаш ако ви текнува во Софија започна да се само запалуваат луѓе по плоштади заради отсуство на демократија, ставено така во наводници, нели? Откако беше прекинат проектот, исчезна и само жртвата на демонстрантите, едноставно демократијата пристигна преку ноќ. Во мај 2015 година турскиот министер за енергетика и природни ресурси Танер Йилдиз дава изјава дека турски тек е од национален интерес и дека Турција без оглед на ставовите на НАТО и ЕУ ќе влезе целосно во овој проект. По ваквите изјави Турција доби сигнали дека постојат тенденции милионското курдско население во Анадолија да се фати организирано за оружје со логистика од курдскиот регион во Ирак, каде пак, како што кажав, претходно престојувал или бил присутен Бейли. Преку ноќ националниот интерес за енергетска сигурност прерасна во национален интерес за зачувување на унитарноста на државата. Логично, Ердоган се откажа од турскиот тек и се заладија односите со Русија до степен турската армија да урне руски воен авион. По успешното одвратување на Турција, Бейли повеќе немаше корист од курдите и, така да кажеме, ги препушти на Путин. Под американски чадор ги стави борците на ИСИЛ, бидејќи денеска тоа се повеќе излегува на виделина, дека тие биле ставени под американска капа, кој пак ги нудеше за некаков транспорт на нафта и компензација. Во меѓувреме пак дојде до судир помеѓу курдите и ИСИЛ и повторно гледавме прокси војна која водеа САД и Русија помеѓу два народа или две организации. Интересите на САД во југоисточна Европа започна да ги загрозува и Кина, која со своите најповолни кредити сака да влезе на голема врата на Балканот. Купувајќи пристаништа на Белото море, неопходно е Кина да размислува за инфраструктурата на север за да бидат исплатливи нели тие пристаништа. Па така покрај железницата Солун-Скопје и коридорот 10 во некои кругови воскресна и идејата за Вардарска долина. Остварувањето на ваков проект и надградувањето на веќе постоечкото би значило целосна економска независност на регионот, барем независност од моменталните сили. Во овој момент Соединетите Американски држави немаат директно влијание на ниту една точка од коридорот 10, кој пак представува крвоток на целиот Балкански полуостров. Но во исцртаните мапи на Голема Албанија се вклучени Прешево и Бујановац од Јужна Србија и Кумановско од Република Македонија. Овие области немаат апсолутно никакви ресурси за кои некој воопшто би се борел, но тука минува коридорот 10 и тоа е единствената точка каде што САД би можеле во иднина да имаат директно влијание. На истата точка во иднина би можеле да го пресечат било кој проект или да го диктираат неговото спроведување или да едноставно да не дозволат поврзување на Балканот со континентална Европа. И покрај тоа што изгледаат како две различни прашања, независни едно од друго, проблемот кој Република Грција го има со уставното име на Република Македонија и проектот така наречен Голема Албанија се врзани прашања зависно едно од друго и САД така и ги третира. На меѓународната заедница е јасно дека македонците никогаш нема да потпишат промена на своето име и идентитет како би создале од својата земја Швајцарија на Балканите или во балкански манир тоа би било ничија земја. Бейли и неговите работодавци, имајќи предвид дека легитимна власт нема да потпише промена на името, спроведуваат стратегија тој потпис да го стави марионетска власт, што сега го гледаме во лицето на СДСМ и во лицето на Зоран Заев. За жал, ова е пишувано уште од пред 2 години. САД се обидува во Македонија да ги врати политичарите од 90-тите години, нешто што го гледаме сега во овој момент и на крајот можеме слободно да заклучиме дека во играта на Балканот поводот е албанското прашање,
албанците се пешадијата во таа игра, Грци има некаква улога на артилерија, додека Македонија е клучот. Може би изгледа тенденциозно, но кога ќе трне лавината од Македонија, таа ќе се прелее во низ целиот регион. Тоа е едноставно политиката која ја спроведуваат големите сили на Балканот и политика кон која ние треба да се прилагодиме и да знаеме заедно да играме со големите сили, што истото нели би било во наш интерес. Тука ќе завршам ова емисија. Наредната емисија ќе продолжиме исто така со една паралела помеѓу историјата и сегашноста. Вие бевте на фреквенција на Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов, датум на емитување 16.5.2017 година. Секое добро и поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.